Помина речиси десетина години, кога во 2014 господово лето, заедно со мојот снимател Лука Суша, наминавме во прилепското село Дреновци, каде што Благоја Стојановски, меѓу дреновчани попознат по прекарот Благоја Даскалот, Благоја Шпирковски, Билјана Станковска, Гоце Велковски, Огница Канатларовска и Љупчо Томевски од фамилијата на Томевци, заедно со нивните соселани, ми раскажаа многу приказни што им ги раскажувале нивните дедовци и баби за историското битисување на нивното родно село, кои ги преточивме во документарен аудиовизуелен запис. Почитувани мои, додека така се размислува в кој рурален регион, кое е заборавено село во Република Македонија да го посетам ова 2025 господово лето, за верскиот празник Свети Атанасий Александриски, во православната екумена попозната како последна православна слава од зимските православни празници, си припомнав за прилепското село Дреновци, си припомнав за Дреновскиот манастир, чие име го носи Свети Атанасий Александриски, повторно да наминам во ова село, да бидам гостин на празникот Свети Атанасий Александриски, меѓу православната екумена попознат како Свети Атанасий Зимен, заедно со мештаните од ова село да го празнуваме патровниот празник на ова село Свети Атанасий Александриски, мештаните од ова село да ми ги дораскажат недораскажаните приказни за историското битисување на ова село, што останаа недораскажани кога го посетив ова село пред десетина години, а сето тоа да го преточам во нова документарна репортажа, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата, антропогеографијата и етнологијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Почитувани мои, ете како што вели народот, Господ милуваше на сам ден на Василица, ова 2025 господово лето, прелистувајќи го така народски да се изразам мојот албански телефонски дефтер, да го пронајдам телефонскиот број на Љупчо Томевски од фамилијата на Томевци, да го побарам, да го прашам, пак народски да се изразам, пред се за здравието, за фамилијата, за беричето, а Бога ми и да му предложам да направиме едно убава слико за неговото родно село. Го зедов телефонскиот апарат, зазвони. Добро утро, овде Зора новинарот, што ги снима репортаживе за нашиве заборавени македонски села. Љупчо Томевски од фамилијата на Томевци ми треба? Проговори. Добро утро, ти си бре Зоране, кај те навеа ветров да се јавиш по подолго време, го слушнав гласот на мојот пријател Љупчо Томевски. А бре Зоране, како порачан се јави, да те барав не можев да те најдам. Слушај ваму сега, како знаеш и умееш да Свети Атанасий на 30 наспроти 31 јануари, ова 2025 господово лето, да се нацрташ во село Дреновци, во манастиров наш насушен, да направиш уште едно убаво слико, како што тоа го стори кога пред десетина години, за нашево село, за славата манастирска да ја направиш. Ние, Зоране, во манастиров заслуг си правиме, вечерна богослужба ќе имаме, вечерна богослужена трпеза си даваме, и утринско богослужение си имаме, и богословен ручек си даваме, сето село ќе биде збрано горе во манастирон. Немој случајно да не си дошол, ми заповеда Љупчо Томевски. Слушај вака да ти кажам, ќе наминам, сигурно ќе наминам, ич да не му се секираш, на шега му подвикнав.
И навистина така и бидна. За селото Дреновци тргнав ден пред празникот Свети Атанасија Александрийски со моето возило со стариот руски джип со камазот, кој речиси 20 кусур години ми е верен сопатник во раните попладневни сати, за да стасам навреме за манастирскиот заслов, вечерната богослужба, вечерната богослужена трпеза, на утринското богослужение и богословениот ручек, некаде во попладневните сати стасав во Дреновци, каде што на целото ме пречека Љупчо Томевски од фамилијата на Томевци, заедно со еден од најпознатите не само во македонскиве, балканскиве, туку и во шведскиве размери, географ, етнолог и историограф, воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, професорот Драгослав Миновски, кој беше дојден во нова истражувачка мисија во Прилепскава регија. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. Речиси 25 години крстарам низ Прилепсково поле. Еве овдека речиси 10 на години крстарам низ Долнешка општина. Помина речиси 10 на години кога првпат дојдов во Прилепското село Дреновци, мештаните да ми раскажат многу приказни што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби за историското битисување на ова село. Како што напомно поминаа 10 на години, ете повторно дојдов овдека во селото Дреновци, мештаните до ова село да ми ги дораскажат недораскажаните приказни, што тогаш останаа недораскажени, како што напомнав пред 10 на години, а воедно да бидам гостин и на славата на патронот на манастирот Свети Атанасије, вечерва овде на заслогот, на самата вечерна богослужбена литургија и на самата вечерна богослужена трпеза, а утре изутрина да бидам и на утринската богослужена литургија и на богословениот ручек што го спремаат, што го подготуваат, како домајчините на овој манастир, така и мештаните од ова село, а се разбира таа богослужена литургија ќе ја одржи парохискиот свештеник од Прилепското црквено наместништво. Навистина се радувам што те гледам, Зоране. Полна ми е душова што останавме достојни на зборот, што си го дадовме и на зборот што им го дадовме на моиве дреновчанци, а воедно што ми те пречекавме заедно со твојот, а Бога ми и со нашиот соселанец Драгослав Миновски, што саде вез ден го гледаме на телевизорон во репортажине. Зоране, ете сите ние сето село тебе, а посебно на нашиот пријател Драгослав Миновски, ви стоиме на располагање за се што ви треба за денешново наше празнување, ми рече Љупчо Томевски. Почитувани мои, секогаш кога ги посветувам овие убави наши македонски, така наречени заборавени села, со мене патува доаѓа еден од најпознатите, не само во македонскиве, не само во балканскиве, туку и во шведски размери, географи, антрополози, етнолози и историчари, професорот Драгослав Миновски. Овдека наминавме заедно со него, за да, кој што беше дојден на една нова истражувачка мисија, а се разбира посветена на селото Дреновци, а таа негова истражувачка мисија ќе ви ја пренесам во продолжение на оваа репортажа. Почитувани мои, пред да ви го пренесам поголемиот дел од вечерната и утринската богослужба која се одржа во многовековното духовно светилиште, манастирот чие име го носи на светиот великомаченик Атанасиј Александрийски, во чест на Свети Атанасиј Александрийски, меѓународот попознат како Свети Атанасиј Зимен, со која чиноначалствуваше парохискиот свештеник од Прилепското црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, вечерната богослужена трпеза, благословениот манастирски ручек, кои ги подготвија манастирскиот одбор и годинашниве домајчини во чест на Свети Атанасиј Александрийски, предлагам да ги проследите досегашните историографски записи за светителот Атанасиј Александрийски на еден од непознатите не само во македонски, балкански, туку и светски размери
географ, етнолог, историограф, воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Марио во филм професорот Драгослав Миновски во продолжение на оваа репортажа. Свети Атанаси е роден во Александрија. Во младоста стекнал солидно образование. Уште како млад, неговата ревност ја забележал архиепископот Александар, па кога подпораснал, го зел за личен секретар. Кога Александар се упокоил, на Александриската катедра бил избран Атанаси. Свети Атанаси неколку пати е прогонуван од таму, од еретиците, и неколку пати се враќал на катедрата. Крајот на животот сепак го поминал во својата црква во Александрија. Се упокоил во 373 година. Денес се слави заедно со свети Кирил Александриски, 5 век, зашто и двајцата александрици во свое време излегоа во заштита на православието против аријанството и против несторијанството. Нашиот народ два пати го празнува споменот на свети Атанаси Велики. На 31 јануари се празнува празникот свети Атанаси или Танасовден зимен, а на 15 мај свети Атанаси Велики или Танасовден летен. Свети Атанаси, наречен Велики, е роден во Александрија во 296 година. Едно време минал во пустина заедно со свети Антони Велики. По враќањето во Александрија станал архидјакон во Александриската црква. Учествувал на првиот Васеленски собор и иако млад се истакнал со познавање на Светото писмо и со говорништвото, односно со ораторството. Неговите дискусии имале главна заслуга за победата против ариевската ерес и биле содржани во заклучоците од собирот на кои биле осудени ариевците. Со тоа си го навлекол врз себе гневот на ариевците кои често го клеветеле кај царот. Но, со својот углед и со христијанскиот начин на живење, свети Атанаси секогаш успевал да се одбрани од овие клевети. Само една година по Никејскиот собир бил поставен за архиепископ во Александрија и тука на архиепископскиот стол останал 46 години. По поразот на Никејскиот собор, ариевците се обиделе да се вратат во црквите. Тие издејствувале од царот да се заложи кај архиепископот Атанаси да биде повлечена анатемата, но тој тоа не го дозволил. Најпрво ја одбил сугестијата на цар Костадин да биде потолерантен кон ариевците, а потоа ги одбил и наредбата на царот, еретикот Арие, да го врати во црквата. Поради тоа бил наклеветен како бунтовник и бил протеран во Галија. Тогаш царот инсистирал кај цариградскиот архиепископ Александар да го врати Арие во црквата, пошто овој цела ноќ се молил на Бога да не дозволи црквата да биде испоганета. Утрото, кога Арие тргнал да влезе во црквата, следен од своите многобројни приврзаници, почувствувал болки и веднаш умрел на патот. Уште 4 пати свети Атанаси бил протеруван во прогонство за време на Констанци, синот на Константин, за време на царот Јулијан Отстапник и за време на царот Валент. Севе овие владетели им биле наклонети на ариевците. Така, свети Атанаси во прогонство минал цели 20 години. Умрел на 2 мај 373 година. Празникот свети Атанаси зимен, народот го смета за сред зимо,
па се верува дека главните студови веќе се поминати. Затоа во народното верување тој е победник над силните студови и мразеви кои му се паднале при поделбата на должностите меѓу светците. Најпознат манастир посветен на светиот Атанасиј Велики е оној во селото Лешок, Тетовско. Но кога станува збор за овој манастир, веднаш се помислува на двете цркви, едната посветена на свети Атанасиј и другата на Пресвета Богородица. Црквата Свети Атанасиј е подигната во 1335 година од страна на јеромонахот Антони, подосна долгогодишен епископ под името Јоанакије. Едно време, од крајот на 17 век, црквата била напуштена, а потоа овде живеел и Кирил Пејчиновиќ, кој во 1818 година го обновил монашкиот живот во манастирот и формирал богата библиотека. Во воениот конфликт во 2001 година црквата беше угната, но подоцна повторно беше обновена. Црквата Пресвета Богородица е од 17 век и е изградена на местото каде што уште во 13 век постоела црква. Порано црквата била парохиска, а подоцна станала метох на манастирот Свети Атанасиј. Во дворот на оваа црква се наоѓа гробот од Кирил Пејчиновиќ, а во манастирските конаци оригиналната надгробна плоча со текст испишан од неговата рака. Читувани мои, како што наполно поминаа 10 години, ете повторно дојдов овдека во селото Дренавци, мештаните до ова село да ми ги дораскажат недораскажаните приказни, што тогаш останаа недораскажени, како што напомнав пред 10 години, а воедно да бидам гостин и на славата на патронот на манастирот Свети Атанасиј, вечерна овде на заслогот, на самата вечерна богослужбена литургија и на самата вечерна богослужбена трпеза, што го подготуваат како домајчините на овој манастир, така и мештаните од ова село. Ќе ви ја пренесам во продолжение на оваа репортажа. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови.
Благословението Господа да биде на вас и да се свекоши во вечни векови. Благословението Господа да дојде на вас и да се свекоши во вечни векови. Благословението Господа да биде на вас и да се свекоши во вечни векови. Благословението Господа да биде на вас и да се свекоши во вечни векови. Амин. Благослов Божи да дојде на вас и да се свекоши во вечни векови. Благословението Господа да биде на вас и да се свекоши во вечни векови. Амин. Благословението Господу да дојде на вас и да се свекоши во вечни векови. Амин. Благослов Божи да дојде на вас и да се свекоши во вечни векови. Амин. Благословението Господу да биде на вас и да се свекоши во вечни векови. Благословението Господу да биде на вас и да се свекоши во вечни векови. Амин. Благослов Божи да дојде на вас и да се свекоши во вечни векови. Амин. Благословението Господу да биде на вас и да се свекоши во вечни векови. Благослов Божи да дојде на вас и да се свекоши во вечни векови. Амин. Благословението Господу да биде на вас и да се свекоши во вечни векови. Како архиепископ останал над 40 години кај што управувал со Светата Црква и со своето паство. Скоро свој цел живот бил гонет од еретиците, а најповеќе од царевите Константин, Јулијан, Валент и од еретиците, на кои го прозивале во христијанството. Бил гонет и приморан бил да се крие во бунари, во тунели, во гробови и во куќи, па што и избегал во самата пустина. Во 2 наврати бил приморан да бега и во Рим. Малку време проживел, последното време го проживел во мирен живот, бидејќи бил повеќе гонет. За светиот Атанаси се вели во светото житие дека бил еден од најгонетите христијани. За совет, за утеха и за морална подкрепа редовно се обраќал кај светиот Антони, за кого вели дека го чувствувал како свој духовен отец. Се упокои пред Господа во 373 година. Слушајќи го житието и делата на светиот Атанаси, собрани вечерва, драги браќи и сестри, после ова вечерна да му се помолиме на светиот Атанаси да биде наш застапник пред Бога за наше телесно здравје и душевно спасение. На помош и за многу години. Нека е денот години. За многу години нека е. За уго. Да дај Господ здравје кај сите. Твоето име? Томче. Презиме? Михајловски. Од каде си? Село Секирци. Секирци, од која галамија, која фамилија? Фамилија Поречани. Поречани, од кај ти е потекло од Порече? Татко ми од Умносело, мајка ми од Кичин Ботуше. Сум бил во двете села, ама побово е Томино село. Умносело е побово. Знаеш зашто? Повеќе има костени, така речено. Костени имам 150 поради јас. Лично мој. Така. Што готвиш? Вечерно готвиме компир манџа, јанија, со телешко месо. Така. За 250 души. Кога готвачите ќе ги прашаш за рецептата, многу мина, викаат. Не кажуват. И ја не кажуват. Така си е.
Отприлike, значи овака сега. Колку треба да речеме месо за овие? За 250 души 25 кила месо. А компири? 15 кила. Така, Ѓубеж, така. 5 кила 6. Кој му е слава на Секирци? Слава на Секирци му е Спасовден и куќна слава ми е Свети Ѓорѓијавне. А пак во Томино село? Ето ми носило. Томино село имам ја појдено. Водам сум видел. Водици има 4 дена. Епа, јас готвев за водици во Требовле. Во Требовле, горе. Со гајдата тој што е Радко. Радко, За година Радко е кум. Да, така е. Ме канеше мене за да уготвам пак. Нека ти е здрава жива фамилијата, нека ти е на години. За му години нека е. Отче наш, кој си на небеса, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волята Твоја како на небо, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како ние што им проштава на нашите должници, не го ведуј него искушение, но избави од лукавиот. Слава на Отца и Сина и Свети Дух, секогаш и вечни векови. Амин. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Отче свят и благослови. Боже наш, благослови го јајето и пејето на Твоите чеда сега, секогаш и во вечни векови. Амин. Нека на помош, браќа, денот, Господ здраве на домаќините и на сите. Господ здраве, среќа, велика на Пуши за многу години. фамилија ќе ви дарува. Да се здравите. Почитувани мои, Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во селото Дреновци и за него да направам документарна репортажа, а воедно да бидам гостин на заслогот, поточно речено на вечерната богослужба, вечерната богослужена вечерна трпеза и утринската богослужба, благословениот манастирски ручек, кој се одржаа во многовековното духовно светилиште, манастирот, чие име го носи на светиот великомаченик Атанасиј Александриски, меѓу народот попознат како Свети Атанасиј Зимен, со кој чино начествуваше парохискиот свештеник од Прилепското црковно наместништво заедно со соборскиот народ. Почитувани мои, како мештаните од Прилепското село Дреновци си ја празнуваа утринската богослужба, со кој чино начествуваше парохискиот свештеник од Прилепското црковно наместништво заедно со соборскиот народ во многовековното духовно светилиште, манастирот Свети Атанасиј Велики, во чест на празникот посветен на Свети Атанасиј Александриски, меѓу народот попознат како Свети Атанасиј Зимен, благословениот манастирски ручек, кои ги подготвија манастирскиот одбор и годинашниве домајчини во чест на Свети Атанасиј Александриски, предлагам да ги проследите во продолжение на оваа репортажа. Уште се моли за високопреченејши митрополит наш Петар, шесто свештенство во Христа ѓакоство, за сиот хлеб и за сите луѓе. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје, простување, разрешување на гребовите на чедата Божји, сите благочестиви христијани. Уште се молиме за оние кои придонесуваат и добро права за овој свет манастир, за оние што се трудат, пејат, за луѓето што присуствуваат, чекат Богата милост, зашто си милостив човеко љубез Бог, и Тебе слава Ти вознесуваме,
на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Gdje se čitao Svetото Evangelije spоред Јована. Слава Тебе, Господи, Во на слава време Тебе. влезе Исус во Јерусалим, а во Јерусалим при општата порта имаше бања наречена Витезна, со 5 тремови. Во неја лежа слепи хромисови, кој очекува да се раздвижи водата. Зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господо и ја раздвижуваше водата. И кој ќе влезеше, оздравуваше од каква болест и да боледуваше. Да се помолиме на Господа, Господи, помилуј. да се освети ова вода со силата, дејството, слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа, Господи, помилуј. да слезе нова вода, свитано дејство на Пресветата Тројца, да се помолиме на Господа, Господи, помилуј. за да биде ова вода лековица за душите и телата, за изгонување секоја непријателска сила, да се помолиме на Господа, Господи, помилуј. за да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа, Господи, помилуј. за да се просветиме со духовна светина на единосушната Троица, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господ Бог да не покаже синови и наследници на своето царство со пењето и порасувањето на ова вода, да се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спаси и помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славнеца наша, Богородица и секорда Марија, самите себе еден друг, сиот на живот на Христа Бога, да го предадеме. Тебе, Господи. Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонување на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Оеше осјатити сјат водом сила најтие, сјата го духа и осјати воду сио, сегдан и њи присна и во веке веков. Амин. Спаси Господи људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православни христијаном нашим, нас сопротивнија дарујај. И Твое сохраняја и Крстом Твоим жителством. Ајде, кој сака, ти може. Спаси, Господи, људи Твоја И благослови достојание Твое. Победи се православни христијаном нашим, нас сопротивнија дарујај. И Твое сохраняј Христом Твоим жителством. Спаси Господи људи Твоја и благослови достојание Твое. Православни христијаном нашим, нас сопротивнија дарујај. И Твое сохраняј и Христом Твоим жителством. Господи, кој си нарел на земјата, да раѓа многу различни плодови за нас е храна наша, кој Ти ќе момче дали, кога биле во Вавилон храните со семиња, си ги покажал посвети од они што биле со сласт хранети, Ти се благ цару, благослови ги овие семје што ги направи во различни полови, ги осветиле во Твоја чест, Христе Боже наш, и Тебе слава, Ти вознесуваме
на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Уште се молиме за здравје и спасење на чадата Божје, Диме, Николина, Јагода, Маријанчо, Тоше, Даниел, Бован, Антонио, Дафина, Христијан, Маја, Зоки или Христе Боже, наши Тебе слава, Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Велико име, Света Тројца, Пресвета Богородице, помаги нас. Велико име, Света Тројца, Пресвета Богородице, помаги нас. Велико име, Света Тројца, Пресвета Богородице, помаги нас. Господи Исусе Христе Боже наш, сам благослови хлеб, пшеницу, вино и умножи дом сега ни приске во веки веков. Во слава и чест на свети Атанасије, Ти ги принесуваме овие дарови за здравје и спасење на чадата Божје и на сите христијани. Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Святи мученици и же добре страдалчествуваши, и венчаше свят, молите всяком Господу, помиловати вся душа наша. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом прославом, мучеником радованием, и же проповедь Троица единослушная. Исаия ликуй, Дева во Тебе, и роди Сына Еммануила, укажи человека, Господи Ему, Его же величающего, уважаемый. Христос после нас свете видит. Хочете да му вземеш? Како беше со пријувани пари има најде. Нема. Уче барај. Имате барај, Се бара за домаќи за до година, браќа, ајде. Ајде, не се бара многу, едно грабче, ништо не бара нито повеќе. Не треба напред да кажеш, јас сакам да дојдам да сега. Ама за не се родил човек. Одма да патиме дијата. Господ знае следја. Дека ладно надпадата. речеме сите Отцета наша душа и Отцета наша помисла, да речеме: Господи помилуј, Оче свјати, благослови. Христе Боже наш, благослови го јадењето и пењето на Твоите чеда сега секогаш и во вечни векови. Нека е напомн, браќа, Господ здравје и на старите, и на новите кумови, и на сите вас. Господ здравје да сите вас, да сте здрави и живи до година, ајде да се собираме, па да се поставуваме. Нека се благослови, напомн. Shake it,
esa neverna Sejkerna, za sejkerna Rikale sa neverna Sejkerna, Rikale sa neverna Sejkerna, za sejkerna Rikale sa neverna Ajde, Kacko, esa